Почитувани, 3 месеци сме сведоци на тоа како здравствениот систем во Република Македонија е под деструктивното влијание на СДС. Неодамна обзнанивме дека компјутерскиот томограф во Струмичката болница не е во функција, а еве сега и друга вест дека ниту ангиографот во Струмичката болница не работи, а истиот така и ангиографот во болницата во Штип не е во функција. Ваквата состојба придонесува најмногу да страдаат граѓаните и пациентите од Источна Македонија, кои сега мора да бидат упатувани во Скопје на третман. Овие апарати се клучни во третманот на пациенти со срцеви заболувања како инфаркт, а ваквата состојба го нарушува достигнатиот европски стандард во македонското здравство за еден ангиограф на 200.000 жители, кој беше реализиран од владата на ВМРО ДПМН во соработка со лекарите кои беа обучувани во референтни светски центри. СДС ги остави итните случаи од Источна Македонија на милост и немилост на времето, а лекарите и здравствените работници ги поставува во тешка позиција, без орудија во раката да се обидуваат да спасуваат човечки животи. СДС забораваат дека живееме во 21 век и дека помина времето кога болниците не беа опремени со современи медицински апарати. Еден од приоритетите на владата на ВМРО ДПМН беше да се инвестира во најсовремена медицинска опрема и со тоа да се подигне нивото на здравствени услуги. Денеска сме сведоци на една неспособност да се обезбеди вообичаен технички сервис на овие апарати. Освен лажните ветувања, зборовите на СДС како да летаат во празно во воздухот. Во моментот на граѓаните од Источна Македонија им е потребен функционален здравствен систем. Очигледно, СДС не можат и не се способни истовремено да водат држава и да се подготвуваат за локални избори. Ви благодарам на вниманието.